Младешките желби и надежи за убав и среќен живот со партнерот со кој се заколнале на вечна љубов. За жал, исчезнуваат по првиот шамар, кој жените го добиваат. Дел од нив се решителни и храбри и го напуштаат домот во кој не се чувствуваат безбедно. Други пак трпат насилство, кое од ден на ден представува и опасност за нивниот живот. Токму тогаш почнува потрагата по мирен и достоинствен живот, подалеку од насилникот. А првата станица на тоа долго и макотрпно патување е SOS линијата 15700, која функционира 25 години и на која се јавуваат жени од сите слоеви на општеството, па дури и јавни личности. По добиениот повик на SOS линијата следува постапка за згрижување на жртвата. Се прави проценка, значи задолжително треба да се направи проценка од стручни лица, а тоа вклучува психолог и социјален работник, кои прават проценка дали е акутно фаза на насилство кога е неопходно да се згрижи. По згрижувањето тука и носењето на мислење дека е потребно да се згрижува во шелтер центарот, каде останува од 1 месец до година дена, зависност од постапките и мерките кои ќе бидат преземени за време на незиниот престој. Престојуваат со деца и без деца, во зависност од тоа како ќе одреди или центарот или наша проценка, меѓутоа најчесто престојуваат доколку се децата помали, престојуваат и со децата. Некогаш ги има од 1 до 4-5, меѓутоа се работи и со нив исто. Во самиот шелтер центар, освен што е обезбедена бесплатна храна, хигиенски препарати, средства за одржување на хигиената и најважно што треба да биде за жените кои се таму, а тоа е нивното зајакнување и психосоцијална поддршка на нив. Затоа се таму социјалниот работник и психолог секојдневно се нив соработи на нивното подигање на свеста, да сознаат, да видат, пошто многу од нив веќе и не се свесни дека трпат некој вид на насилство, за да може да се охрабрат, за да можеме понатака со нив да работиме, а тоа значи да ги пријавиме агенција за вработување, да видиме ако можеме да успееме да отидат на некој курс за преквалификација, пото да можеме негде да најдеме вработување. Понобати сме посредувале изнаоѓање негде можеби за простор на живење, потоа за испишување на децата од училиште каде што со мајката на територија имале насилство, па ги префрлуваме во близина на шелтерот. Тие соработки со институциите се неопходни и мора да постојат, затоа што во цела оваа низа на решавање на проблемот на самата користничка на услуги, потребно е да бидат вклучени повеќе институции. Од самиот центар, од Министерство за здравство, МВР, образование, сите ние да бидеме Министерство за правда, да бидеме вклучени, за да можеме у еден ланец да ги испорачаме сите тие услуги ефикасно и ефектно прво, за да можеме што поскоро да и помогнеме да се изнајде решение за решавање на проблемот. Бројот на жртви кои се јавуваат на SOS линијата се повеќе се зголемува, но според претседателката на Организацијата на жени на град Скопје Томка Дилевска, тоа не значи дека сега насилството е поприсутно од порано, туку дека жените се повеќе се охрабруваат да пријават. Бројот на жртвите се повеќе се зголемува. Жалосно е што повеќето жртви се со деца, со мали деца, ние скоро имавме дури и мало дете од 8 месеци. Сакам да кажам дека изгледа со менталниот склоп на мажите уште не е до таа мера дојдено да они треба да се замислат зашто тоа го прават. Дали навистина има причина на таков начин да се постапува? Значи со таква агресија, со таква физичка насилство, со психичко насилство, затоа што можеби најдобро е да се седне да се разговара, нели? Што се случува? И можеби грешка, уште една грешка воопшто во сите земји е тоа што најмалку се разговара со сторителот. Значи, по нашите испитувања досега што сме ги имали статистики, заклучуваме дека за сите овие работи не треба ние само да знаеме како оние што ги изгрижуваат, значи жртвите, него треба да знаеме каде е насилникот, што се случува, дали се презува нешто против него. И уште една најважна работа, зашто секој жената мора да излезе од домот, а не мажот. Добро, тука има и други околности, можеби не поседува ништо во станот или не го стекнале заедно,
или па економски независна, така да мора да го напушти станот, али мислам дека институциите треба веќе време да се загрижат што со насилниците, каде со нив, како да се постапува и дали не е време да се размисли зашто само жените излегуваат од домот. И например, прек синоќ имавме во никое време, од 12 ноќе се јавува, каде понатаму? За жал, по пристојот во шелтер центарот, жртвите кои не успеале да се интегрираат во општеството и да најдат работа и сместување, се приморани да се вратат кај насилникот, пошто голготата најчесто е уште потешка. За оние кориснички за кои не можеме да најдеме соодветно сместување или не се во можност или немаат каде да одат, за жал се враќаат повторно во средината од која што дошле. Иако постои закон за семејно насилство, иако се изрекуваат мерки на заштита, многу, да не кажам голем дел од насилниците не ги почитуваат тие мерки. Потоа им се изрекуваат на повисок степен мерки, меѓутоа многу тешко се почитуваат тие мерки, она пак е изложена некој пат дури многу повеќе отколку што била пред да пријави. Работиме со прв семеен центар, они прават тие советувања, брачни советувања, посебно со сторителот, посебно со самата жртва, потоа заедно за да дојде до некоја ситуација, ако е можно, барем да се ублажи малку состојбата. Меѓутоа се надевам со промена на законот дека мерките ќе бидат ригорозни, дека полицијата, сакам да истакнам, дека помага у ситуациите кога тоа од нив го бараме и дека едноставно го познава шелтерот, дури и многу пати се случило од самата полиција да ни биде донесена жртвата во шелтерот, затоа што они направиле проценка дека у моментот бара згрижување. На СОС линијата покрај жени се јавуваат и мажи жртви. Имаме на СОС линијата веќе се јавуваат и жртви кои што се мажи и ако тоа беше 5% да речеме пред 2-3 години, тоа веќе се качува, сега е 12%, кај што мажите собрале храброст да се јават, они не се јавуваат, затоа што ми смета дека многу е смешно да биде маж жртва нели на семејно насилство, али и тоа се случува и се јавуваат и многу храбро настапуваат и се јавуваат дека да знаете, значи дека има и вакви работи кога и жените се насилници. Организацијата на жени на град Скопје ги повикува општествено одговорните компании, но и хуманите граѓани со донации да го подобрат пристојот на жртвите од семејно насилство и нивните деца во шелтер центарот, каде што им се обезбедува храна, облека, пелени и средства за хигиена.